Почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Неделно попладне на програмата на ТВ каналот ВИС, емисија која и денес има за задача вашето убаво неделно расположение да го направи уште поубаво. Се надевам, просто сум убеден дека ќе успееме во тоа. И на моје огромно задоволство сакам да ви го представам мојот гостин во емисијава. Неколку пати бил гостин на програмата на ТВ каналот ВИС, тоа е отец Гоце Костов, парох во Католичката црква Свети Иван Крстител. Добар ден, добре дојдовте во нашава емисија. Добар ден, благодарам на вашата покана, но вистина ми е чест да бидам на ова ваша емисија овде присутен и еве заеднички да разговараме за интересни нешта кои што ни следува, што ни предстојат. Така. И еве ми е мило што ќе можеме со вашите гледачи да ги споделиме овие настани. Така. Секогаш кога гостувате на програмата на ТВ каналот ВИС, морам да признам, одамна не сте биле наш гостин, но секое ваше гостување било гостување со повод. Овој пат имаме повеќе поводи, а она што вие го спомнавте, она што следува, а следува еден голем празник, следува Великден. Како во Католичката црква се подготвувате за одбележување на овој голем христијански ден? Па како што веќе знаеме, Великден е празник над празниците, би можеле да кажеме. Свети Павле ни зборува за тоа дека ако не е воскресението Христово, тогаш би била залудна нашата вера и затоа за овој голем празник, а и сите христијани, па така и во Католичка црква се подготвуваат верниците интензивно пред се преку Великиот пост, кој што е веќе во тек и веќе и при крај. И исто така она што е многу важно да се истакне за еден христијанин, во Великден се прославува во заедништво со Христос, со црквата, со света литургија и со причест. Претходно нормално секој христијанин би требало да биде и духовно подготвен за да може да го прослави и да ја почувствува радоста на воскресението Христово, а таа подготовка исто е плод на Великиот пост, која предизвикува во нас покаяние, за да можеме да пристапиме на светата тајна исповед, а веднаш потоа и на светата причест да се соединеме со воскреснатиот Христос. Така. И тука се тие денови кои претходат на воскресението Христово, нели, Велики четврток, Вели петок и така натаму. На кој начин се одбележуваат во Католичката црква? Еве веќе во сабота е Лазарева сабота, кога црквата потсетува на општото воскресение, на воскресението на Лазар, кога Христос го воскреснува неговиот пријател Лазар од мртвите, и со тоа само покажува дека има власт над смртта, кој што подоцна преку неговото воскресение уште еднаш ќе го потврди, а цветници самиот празник е веќе кога Господ Исус Христос влегува во Ерусалим за да пострада за нас, за нашите и за нашето спасение. Така целата символика на литургиските богослужби не пренесува на тие настани кои се случиле со Исус во Ерусалим преку она негова последна вечера на Исус со своите ученици, потоа литургиските богослужби не носат и во Гецеманската градина, не носат во дворот на Кајафа, во дворот на Пилат, преку Голгота, во гробот полагањето и секако оној радосен момент кога Исус ќе воскресне на третиот ден во недела. Така. И кога ќе слушнеме таа радосна вест и кога ќе почнеме со радост да се поздравуваме, Христос воскресе, вистина воскресе. Убави се тие празнувања. Она што ме интересира, дали богослужби ќе се одржат и во Католичката катедрала во исто време, нали, во сабота навечер на полнок,
и во католичката катедрала Успение на Пресвета Богородица и во Иван Крстител. Значи богослужбите се одржуваат и на двете места. Така. Меѓутоа централната прослава ќе биде во катедралната црква Успение на Пресвета Богородица во Струмица, каде што нашиот владика монсеньор доктор Киро Стојанов ќе ја има таа великденска света литургија во заедништво со Божиот народ да го прослави Воскресението Христово. Меѓутоа претходно сите тие обреди ќе се одржат и во парохиската црква Раѓање на Свети Иван Крстител. Ајде да разјасниме една, можеби, нејаснотија, за разлика од други места, за разлика од Скопје, да кажеме, можеби, и Божик, и Великден, и сите други празници се одбележуваат во исти ден, значи и католиците, и христијаните од православна вероисповед, празниците ги слават во исти ден. Зошто е тоа така во Струмица? Затоа што во католичката црква во Македонија се состои од два обреда, едниот е западен и овој во Струмица источен обред, кој што ја следи источната традиција на црквата, па така и великденските празнувања, великденскиот термин и божитниот термин на празнување е оној кој што го користи источната црква. Така, добро. Го спомнавме постот, колку католичките верници од Струмица и Струмичко се приклонети кон тој пост, колку се педантни во постењето. Секако дека постот е една од важните работи за духовниот живот на секој христијанин, па така и за католиците, и е многу важно за постот да се свати во својата вистинска смисла, затоа што честопати денеска луѓето знаат да го заменат постот со диета. Не е само да се откажеме од храна, туку многу повеќе да се откажеме од нашите погрешни склоности, погрешни навики, пред се од нашиот грев, за да од лошата мисла. Од лоша мисла и за да можеме преку постот да си земеме време за себе, за духовно да размислуваме за нашиот живот и што би било она што ние би можеле да го направиме за да му се приближиме преку нашиот живот, преку нашите дела, поблиску до Христа. Така. Прашањето ми беше дали постат луѓето? Да, така? Секако постат луѓето и постот е таа духовна храна која не доведува до покаяние. Добро. Отец Костов, кажете ми, има некакво, дали е тоа предрасуда, дали е тоа погрешно мислење, но се смета дека католиците повеќе внимание имаат кон Божик, отколку кон Великден. Дали е тоа така? Па не бих баш кажал така, затоа што Великден, Воскресението Христово е основа на верата Христова. Секако дека без Божик не би било ни Великден. Без човек да се роди не може да воскресне, така? Тоа е невозможно да се... Меѓутоа, сите настани се еден со други поврзани, сите празнувања во црквата се поврзани и Божик, и обрезание, и преображение. Меѓутоа, Воскресението Христово е кулминација на сите тие празнувања. Чудо на чудата, нели? Така е. Добро. Тука ја затвараме оваа приказна околу Великден, а по Великден следуваат и други нешта. Црквата продолжува со своите активности, но на територијата на нашава земја ќе се случи еден многу убав настан. Ќе се случи на 5 мај во просториите на Македонската филхармонија во Скопје. Ќе се случи промоција на 2 книги, мощни, значајни. За што станува збор? Токму така на 5 мај ќе се случи во Македонска филхармонија промоција на 2 значајни книги. Едната книга е монографија, историската посета на Светиот Отец на Македонија, и тоа е по повод од годишнината на неговата посета, 3 години од посетата на Светиот Отец на Македонија. И втората книга е Католичката црква во Македонија низ историјата. Станува збор за 2 капитални дела. Дефинитивно.
книгата што ќе биде монографијата што ќе биде промовирана на 5 мај, инаку посетата на папата Франциск беше на 7 мај 2019, една исклучителна монографија со многу квалитетна, ексклузивна, можам да кажам, со многу фотографии, една убава комбинација на збори и на фотографии, и тоа е навистина вистинско сведоштво за еден исклучителен историски настан, нели, што се случи во таа 2019 година. Прва посета на еден папа на Македонија и кој знае кога и дали воопшто има уште еден такав значаен настан посета на папа на нашава земја. Покрај оваа книга, покрај оваа монографија ќе биде промовирана и оваа книга што вие ја спомнавте, а тоа е Католичката црква во Македонија низ историјата. Трудови од Меѓународниот научен собир одржан на 10 ноември 2018 година, Сараево, Скопје 2021. Што е тоа? Сараево и Скопје се одржало на две места или? Овој настан се одржа во Музеот на македонска борба во 2018 година месец ноември, кога еден добар број на професори од Сараевскиот богословски факултет беа присутни тука и одржа овие прекрасни предавања кои открија многу работи за присуството на католичката црква во Македонија низ историјата, но исто така на овој настан присуствува и еминентни луѓе и професори и од Македонија. Супер. А кога се одржуваат еден таков научен собир, ретен или сите тие трудови да бидат ставени во корици и да како трајно сведоштво за она што е оставено на тој научен собир, меѓународен. Книгата, почитувани гледачи, има 600 страници и е значајно што е двојазична, нели? Точно. На македонски јазик и на хрватски јазик. На хрватски јазик. Одлично. Ќе биде тука промотор, претпоставувам, или човекот кој е автор на оваа книга, кој ги собираше тие трудови, тоа е Миленко Крешич. Така? Да. Кој е Миленко Крешич? Миленко Крешич е професор на Богословскиот факултет во Сараево, еден пријател на црквата во Македонија. Одлично. И еве така настана во соработка со нашиот бискуп и со кардинал Пулич, таа прекрасна соработка за да може да дојде ова дело на виделина. Јас многу се радувам за тоа што овие две книги ќе бидат промовирани, како што веќе реков, на 5 мај. Убав ден, мај, најубавиот месец во годината. И како што веќе рековме во просториите на Македонската филхармонија. И јас не можам да не споделам со гледачите моето задоволство, бидејќи добив покана да бидам модератор на тој настан, на промоцијата на овие две книги. Ќе ми биде задоволство, како што ми беше задоволство и на 7 мај 2019 година, кога на плоштадот Македонија во Скопје, мојот глас беше тој што му посека добре дојде на папата Франциска во Скопје, во Македонија. Прекрасен настан, јас се надам дека ќе ги има такви настани и понатаму, како што ги имаше и порано. Ајде малку околу црквата. Колку време постои црквата Свети Иван Крстител? Црквата Свети Иван Крстител како парохија е од 2013 година. Ете убав настан. Следната година на некој начин ќе одбележиме 10 години од постоењето, да? Изградбата е претходно започната, 2013 година започнува во неја да се служи како во парохиска црква и така обстојува 10 години. И одлично функционира, претпоставувам. Одлично функционира, дојдовме на почетокот, како и секој почеток е тежок, меѓутоа ево сега дојдовме да имаме еден прекрасен, убав двор, црквата полека ја добива својата физиономија и не само надворешна, туку и духовна, со бројот на верниците кои редовно доаѓаат на света литургија. И она што сакам исто така да го посебно истакнам, дека веќе во црквата започна да се цртаат и фрески и еве ја добива својата комплетна убавина пополека. Се надевам дека тоа со помош на донаторите ќе се оствари што е можно побрзо. Нека биде така. Дај Боже, нека биде така. Вие сте првиот човек на оваа црква, така? Да. Има и други отци во црквата? Значи, јас сум именуван од
неговото високопресвештенство монсеньор доктор Киро Стојанов во 2013 година како парох. Неколку години подоцна ми е доделен и еден помошник, соработник, брат свештеник, кој што ми заеднички ние всушност работиме пасторално со нашите верници. Тоа е отец Атанас Сирачев, кој што е веќе 5-6 години е заедно со мене. Каква е соработката со другите католички цркви во Струмица и Струмичкиот регион? Значи, соработката е одлична, ние функционираме како едно тело, како еден организам. Многу пати имаме и заеднички средби, заеднички настани организираме, а едни со други си подпомагаме и можам да кажам братска соработка. Братска. Покрај тие богослужби кои ги има редовни нели во вашата црква, се случува и културни настани. Имате прекрасни простори за такви настани, се случија неколку промоции на книги, навистина прекрасно, концерти, музицирање и така натаму. Ке продолжите и понатаму, претпоставам на тој начин. Секако овој период со пандемијата ни одзема повеќе планови и ги размешаат плановите, меѓутоа пополека мислам дека ќе можеме пак да започнеме со нашите планирања, со нашите активности да бидат повторно во полн тек. Така. Денес не можеме да зборуваме за црквата Свети Иван Крстител, а да не ја спомнеме Радио Марија. Единствениот верски, колку што знам, вие ќе ми потврдите дали е тоа така, единствениот верски медиум во нашава земја. Дали е така? Радио Марија е прво верско радио и предпоставувам дека е единствен медиум кој што е регистриран во Агенцијата за аудиовизуелни медиумски услуги како верско радио и верски медиум. Секако дека Отворањето на тоа радио беше прекрасно и веќе 3 години, ако не се лажам, постои ова радио, така? Да, веќе 3 години и радиото е во просториите на Католичка црква, е католичко радио, меѓутоа секој пат отворено за соработка и за сите останати луѓе со добра волја. Имаме една прекрасна програма која што е за сите вкусови, доминира македонска песна, која што ево не прави и препознатливи во содржината на радиото има, во програмата на радиото има делови каде што се говори за нашиот секојдневен живот, информации, здравје, земјоделство и така натаму. Имаме молитвени моменти. Сите нешта кои ги прави животот, не ли? Да, молитвени моменти имаме за науката на црквата и сето тоа не прави ето да бидеме еден медиум кој што пополека е препознат. Да, на крајот на криштата мора да ги задоволувате оние прописи, правила кои ги одредува агенцијата, така, да. Добро, вие сте главен и одговорен уредник на Радио Марија. Да, јас сум... За уредувачката политика веќе спомнавте. Да, јас сум именуван за главен и одговорен уредник на радиото. И еве се обидуваме да биде тоа колку што е возможно за сите вкусови препознатливо. И за сите возрасти. И за сите возрасти, токму така имаме и емисии за деца, така да... Од најмладите до најстарите. Од 7 до 77 години. Така. Каква е програмската шема во смисол време траење? Од 24 часа, колку часови емитувате програма? Значи, радиото емитува 24 часовна програма, од кои од 8 часот наутро до 15 часот и 30 е постојано во живо, со пола час каде што е снимен материјал, и потоа во пладневните часови повторно имаме молитви во живо. Да. Планирате ли да ја проширувате таа програмска шема со нови содржини? Колку мина се вработени таму? Во радиото сега сме двајца вработени, меѓутоа ни недостасуваат уште луѓе кои што би можеле да одговорат на предизвиците на радиото и во иднина секако дека тој персонал ќе го зголемуваме ако сакаме секако и да се развива. Еве, почитувани гледачи, да не го злоупотребуваме овој разговор во некакви други цели, но доколку имате афинитети кон
радиото повелете во Радио Марија. Да. Може би ќе најдете дел од себе во тоа радио. Одлично. Јас се надевам дека ќе напредува Радио Марија. Јас ми беше задоволство еднаш да бидам и гостин на тоа радио, со повод се разбира. Имав некакви моја поезија беше застапена во една светска антологија, преведена на италијански јазик и тоа беше поводот да бидам повикан, но за жал се случи тоа во времето на пандемијата, па тој разговор не беше на лице место. Да, можеше да го направиме телефонски. Добро, убави нешта се тие за кои зборуваме, но да зборуваме за отец Гоце Костов, а да не зборуваме и за она што е другата страна на медалот, или не е тоа друга страна на медалот, погрешно се изразив, за вашите активности. Отец Гоце Костов е познат и по тоа што им подарува на читателите и своји книги. Колку ги има досега? Досега имам 2 книги, односно едното од нив е учебник по веронаука за 5 одделение во соработка со Министерството за образование, поточно со Бирото за развој на образование, тогаш ја изработивме тогаш таа книга. И она последна е Братска љубов, духовни приказни, која што ево веќе подолг период ја има. Така. И се надеваме дека во иднина ќе има и нешто ново. Така. Вие сте приредувач на таа втора книга, Братска љубов. Значи не сте автор, туку приредувач. Станува збор за куси приказни, кои веќе некој ги напишал, но вие успешно, многу умешно тоа сте го направиле и сте го ставиле во меѓу корици, прекрасна книга. А што е тоа што ќе откриеме ли на гледачите, што е тоа што следува? Значи ли дека се подготвува и третата книга? Би можеле пополека и да откриваме, затоа што материјалот е скоро готов. Се работи за серија на мои размислувања и колумни кои што се објавени на порталот katolici.mk и тоа се размислувања претежно од црковна содржина, каде што се обработува за одредени црковни настани, пракси и така натаму. И затоа книгата би била насловена за, затоа што ќе говориме за душница, за нешто падниковиот оган, за благословена вода и така. Материјалот ви е готов, нели, само треба да се седне и тоа да се среди, нели? Да. Браво. Со натрпение очекувам и оваа книга и јас сум тука, бев дел од промоцијата на Братска љубов. Се надам дека повторно ќе дадам свој придонес и во промоцијата на вашата трета книга. Впрочем, како и некои други книги за кои промоции се случија во вашата црква, нели? Во таа прекрасна просторија која имате, се промовираше една книга за Мајка Тереза. Да, се промовираше тогаш книгата за Мајка Тереза, потоа имаше една друга монографија која беше по повод посетата на државниот секретар на Светиот престол кардинал Паролин во Македонија. И имавме уште една промоција на книгата на епископот монсеньор доктор Киро Стојанов за семејствата, во годината на семејства. Кој е исто така еден извадок од сите тие проповеди, говори кои што ги имал владиката Киро. Ке привршуваме со овој разговор, но ова што сега го зборувавме, почитувани гледачи, е само еден доказ како еден православен христијанин и како една католичка црква преку ликот на отец Гоце Костов соработуваат безпрекорно. Јас го имав задоволството да бидам повеќе пати ангажиран од страна на католичката црква, да како водител, како конференције, како модератор на многу настани, почнувајќи од тие промоции кои ги спомнавме, преку една промоција која се случи и во католичката катедрала, бев ангажиран дури и на тој хуманитарен концерт за изградба на католичката катедрала во Струмица, бевме на едно заедничко патување во градот Терхово во Словачка, заедно со катедралниот хор во кој учествуваат Ленче, Горан Кукич и останатите познати
естрадни звезди од Струмица, кои се дел од тој хор, бев глас на пречекот на папата Франциске и се надам дека таа соработка ќе продолжи и понатаму, но еве тука се наметнува следното или последното прашање. Каква е соработката помеѓу католичката и православната црква во Струмица? Многу е важно ние како христијани да сватиме... Тоа е тој заеднички именител што го имаме, нели? Како христијани, она што папата го повторува честопати, дека ние не сме сами во коработ. Апсолутно. Туку треба заеднички да пловиме во предизвиците и сите оние добри работи кои што еден на друг можеме да си ги дадеме, треба да ги умножуваме. Апсолутно се согласувам. И тоа би било ево една водилка за сите нас и како христијани, како цркви во кои заеднички можеме да направиме многу повеќе за собствениот народ. Така. И само за крај, тоа не е прашање, бидејќи тоа ќе ни биде последно видување пред Великден. Се надевам дека таа наша соработка, вашите гостувања на програмата на ТВ Канал 2 ќе продолжат и понатаму и ќе имаме убави поводи за тоа. Која би била вашата великденска порака до гледачите? Би било прекрасно кога секој човек и секој христијанин во овие денови би си зел време најпрво за самиот себе, да излезе од ова секојдневна врева и да размислува за собствениот однос со Бога и да ја открие Божјата љубов, која што се предава за нас на крстот, за да не ослободи од сите тие наши робства, да бидеме слободни за Христос, ако сакаме еден ден со Него и да воскреснеме. Па така, ова нека биде една моја воскресна честитка за сите ваши слушатели, односно гледачи. Да. Отец Гоце, прекрасно кажано, преубав крај, ви благодарам за гостувањето во емисијава. Јас ви благодарам исто и на дека, вас. како што веќе реков, ќе имаме и убави поводи понатаму за овие разговори. Убави великденски празнувања да имате и се гледаме повторно на 5 мај на промоцијата на историската посета на Свети Отец, ова е монографија, и на промоцијата на Католичка црква во Македонија низ историјата, две прекрасни книги, чија промоција ќе се случи во Скопје, во Македонската филхармонија. Уште еднаш ви благодарам за гостувањето. И јас ви благодарам за поканата, за можноста тука заеднички со вашите гледачи да споделиме за овие настани, за овие убави моменти и еве се надевам дека се гледаме и во некоја друга наредна прилика. Благодарам. Почитувани гледачи, денешново издање на емисијата Неделно попладне во целост го посветуваме на Великден. Разговаравме со отец Гоце Костов по една музичка номера, ке го проследите и разговорот со отец Пимен од Македонската православна црква Охридска архиепископија.